На 8 декември 2021 година повеќе портали објавија информации дека цената на еврото надмина 62 македонски денари. Курир објави содржина со наслов "Еврото надмина 62 денари". Ист наслов објави и Маркукуле, а идентичен наслов објави и Нетпрес. Денешен пак напиша "Стабилно и под контрола" во наводници. Еврото надмина 62 денари. Дел медиуми објавија и табела на Народна банка од 7 декември за курсеви при вршење на платниот промет со странство за потребите на државните органи, од кои се гледа дека продажниот курс е над 62 денари. Меѓутоа, Народна банка на Република Северна Македонија ги демантираше овие информации како погрешни. Погрешни се информациите кои излегоа на некои од порталите и на социјалните мрежи дека е покачен курсот на еврото. Во објавите се прави забуна помеѓу курсната листа за вршење на платен промет со странство за потребите на државните органи, со средниот курс кој е релевантен податок за вредноста на валутите. Девизниот курс на денарот е стабилен и нема промени во неговото ниво. Средниот курс на еврото според курсната листа на Народна банка изнесува 61,69 денари и истиот е непроменет во однос на лани. Во ова може секој да се увери доколку ја посети веб страницата на Народна банка, каде секој ден се објавуваат овие податоци и која е единствен релевантен извор на информации според кој што населението и фирмите можат да го следат девизниот курс на домашната валута, се вели во демантот на Народна банка. Ако се погледне курсната листа за платен промет со странство за државните органи во претходните месеци, може да се види дека продажниот курс во денари бил над 62 и претходно, например на табелата од 23 септември 2021 година. Од тука невистиното е и тврдењето изнесено во некои од написите дека ова е највисоката цена на еврото во последните 5 години. И Народната банка е во право. Порталите во случајов направија сензационализам со податоци од несоодветна табела, а место за сензационализам нема. Но она за што секогаш треба да има место е одговорност и внимателност и на институциите, и на медиумите, но и на публиката. Особено кога се работи за финансиски дезинформации кои знаат да потикнат и вештачки финансиски потреси, па дури и редици пред банки и менувачници. Во случајов Народна банка реагираше на време јавно за да спречи непотребна загриженост или паника. За жал, и овој пат потврлија повторно медиумите.